Наке Георгиев веќе не е врховен судија. Сега веќе осудениот на 3-годишна казна затвор поради примање подкуп беше разрешен од судскиот совет без расправа на денешната итна седница. Советот го констатираше престанокот на функцијата со оглед на тоа што законот предвидува дека на судија му престанува мандатот ако меѓу другото е осуден на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци. Да апелирам до граѓаните да не молчат, да не се плашат, да се одважуваат и да пријавуваат до судскиот совет и до другите надлежни органи секое коруптивно действие превземено од страна на судија. Секој случај кога судија лично или преку посредник ќе му побара подкуп или било какво друго действие или пак услуга заради влијание или заради донесување на судска одлука. Но на денешната седница неговите колеги од Советот главно молчеа, додека пак кога го назначуваа, не штедеа пофални зборови. За дел од колегите негови кои денеска беа на седница, своевремено Георгиев беше прекрасна личност и професионалец, кандидат со морални и професионални вредности, дете на судството со големи стручни и професионални квалитети. Вчера беше соопштено и дека второ осомничениот за овој случај, Иџет Мемети, од Советот на јавни обвинители се поднел оставка, признал вина и се спогодил со обвинителството за условна казна. Алфа праша и во обвинителството зошто се решиле за спогодба со сега веќе осудените и дали би требало да има повисоки казни со оглед на тоа дека се високопрофилни личности. Но до овој момент одговор не добивме. За премиерот Мицкоски тоа што има корумпирани суди во Врховниот суд е само показател што се случува во правосудниот систем и повеќе од јасна е причината што довербата во судството е само 2%. Тука е јасна спрегата меѓу судско-обвинителскиот систем кај нас. И затоа довербата ни е 2%, затоа што едните втерчиња од денно минато се замени од другите втерчиња, само вие се од Струмица, од Бихачка и од Речица. И се додека имаме те втерчиња. И се дека не се распуштат овие луѓе. Нема да имаме правна држава. Ќе повторам, ако нема правна држава, нема пари во буџет. Ако нема пари во буџет, нема вакви проекти. Инаку Мемети заедно со врховниот судија Наке Георгиев му ветувале на екс-градоначалникот на Ново село Боро Стојчев дека за 10.000 евра ќе му помогнат за поблага казна за производство и продажба на марихуана.